Океј, ова е технички продолжение на претходното видео, затоа ајде да почнеме. Што уствари ќе добиеме ние ако влеземе некојаш во ЕУ? Иако тоа ќе се случи во 1978 година, пак ќе збориме за тоа. Прво нешто е економијата. Се знае дека Европска унија помага со економијата, ама не е само тоа. Секако економијата останува на нас. Дали ние ќе бидеме паметни или глупи, тоа останува пак на нас. Или ќе бидеме глупи како Грција во 2008, каде што лажија дека имаа добра економија само за да сменат во еврото, ама нивната економија пропадна полошо од зградите во Њујорк. Второ нешто поврзано со економијата е еврото. Ние ќе го добиеме еврото и да сакаме и да не сакаме, ама и тоа ќе се случи за едно 2580 години, затоа ќе почекате малце. Да не лажам, јас го сакам денарот 5 пати поише од еврото, само затоа што еврото е глупо и со тие центи и такви работи ме нервира. Шенген. Шенген е нешто што ние ќе го добиеме исто така кога ќе влеземе во Европска унија. Шенген е логично зона каде што сите држави немаат граници меѓу нив, уствари е само место, нели, кај што поминуваш и не се троши време. Тоа не е лошо нешто, ама ќе си чекаме. Бесплатно јавување. Да, во Европска унија се трга роаминг, дали ви се верува? Сега не е секаде така, роаминг ќе се тргне исто така кога се влега во Европска унија, што значи дека ти ако си негде таму у остров у Африка, Реунион на Франција што е, ќе можам да ти се јавам без проблем да трошам малче пари, наместо да трошам едно 40 милиони денари обично. Ова е сега више лошо нешто што ќе добиеме. Во Европска унија ќе се зголемат цените. Знам, више се зголемени цените заради војната во Украина, ама ќе се сменат цените уште поише. Во лоша насока, логично ќе се поскапува. Што е лошо технички, ама не само цените и платите ќе се зголемат. Друго нешто што ќе се зголеми е данокот. Данокот исто така ќе се зголемува, дека растат цените, се расте и данокот во Европска унија. И последно нешто што ќе добиеме е празна држава, дека сите ќе избегаат. Се надевам дека ви се допадна видеово, subscribe и лайк и се гледам у следно видео.